Дали знаете дека ФАС 11 октомври од Скопје во 1959 година решава да произведе свој автомобил направен врз база на тогашниот модел Fiat 1400. Но тој прв автомобил, марка ФАС Вардар 1400, неславно ја завршува својата незапочната кариера и прототипот завршува во отпад. Втора шанса ФАС има 10 години подоцна, во 1969 година, кога исто е изработен прототип на автомобил врз основа на Fiat 850 со дизајн инспириран од Пинанфарина. Овој прототип е прикажан на саемот за прототипови во Белград, но при враќање од саемот, камионот кој го носел настрадал во сообраќајка заедно со прототипот. Трета шанса да имаме автомобилска индустрија е 1968 година, каде Citroen доаѓа во Македонија за отворање на погон за кооперација. Во почетокот би биле делови за тогашните модели, а понатаму и целосно производство. Фабриката Металски завод Тито била избрана како најповолна, а ФАС како погон каде би се склопувале првите модели на Citroen. Но и од таа идеја не излегува ништо. Последната шанса беше за производство на Audi A3 во 1995 година, но и од тоа не испадна ништо за жал. Од тогаш во Македонија се склопуваат само автоделови и ништо повеќе. Дали знаете дека Нуркачкиот локалитет кај Бродчинана има бродови произведени од италијанска фирма во 1887 година, а намерно се потопени најверојатно за време на Првата светска војна. Се работи за повеќе бродчиња, од кои два се главни брода, кои влечеле неколку други бродови како вагони, кои служеле за транспорт низ езерото. Потонатите бродови за прв пат се откриени во 80-тите години од страна на нуркачите од Струга. Оваа нуркачка локација е наменета за сертифицирани нуркачи со искуство. Се наоѓаат на длабочина од 7 метри и од брегот се оддалечени повеќе од 800 метри.